малко само повлече за една швейче да направи. Добре, бе. Малко да видим. Добре, добре, добре. Тук да оставим кръг. Pazi, ruke pazi. Поставя за около 3 минути. Ovdje nastavak na makedonski, английски и на романски язик, така да бъдете слушали си до тега по цялата конференция. Страшно. Много, да. Голямо вам за вземане и местата да почнем. Добре дојдовте на денешната конференција насловена како ефективна борба против корупцијата на високо ниво, прашање на личности или на систем, кој е дел од програмата на USAID за борба против корупцијата, која спроведува Македонскиот центар за меѓународна соработка во партнерство со Институтот за демократија Societas Civilis од Скопје, Асоциацијата за демократски иницијативи од Гостивар и Транспарентност Македонија од Скопје. Јас сум Александар Кажаловски, директор на МЦМС и ќе го водам првиот дел од конференцијата, на која со поздравни говори ќе ни се обратат министерот Аднан Јашари за правда, амбасадорот на Соединетите Американски држави Джес Бейли, а главни воведничари ќе бидат главниот обвинител во Националниот директорат за антикорупција на Романија Лаура Кодрюта Ковеси, јавниот обвинител на Република Македонија Марко Зврлевски и јавната обвинителка за гонење на кривични дела кои произлегуваат од содржината на незаконско следење на комуникациите Катица Јанева, обвинителството со долго име. Накратко пред да дадам збор за поздравните говори, која беше идејата за ваква конференција и зошто во ваков состав. Корупцијата како тема
сите овие 25 години од независна Македонија е високо на листата на најголеми проблеми на граѓаните во државата. Согласно последното истражување на МЦМС од 2014 година, корупцијата е веднаш после прашањата од екзистенцијална природа како невработеноста, сиромаштијата, високите цени и ниските примања. Како такава, таа има високо трето место и во стратешките приоритети и цели на владата на Република Македонија, и во актуелната формулација на тие стратешки цели гласи безкомпромисна борба против корупцијата и криминалот и ефикасно спроведување на правото. Во практика, Македонија имаше голем напредок на индексот за перцепција на корупција во периодот од 2006 до кога бевме 105-то место во светот, до 2010 некаде, кога бевме 62-ро место, а во последниве 5 години има некоја стагнација и сега сме на 66-то место. Во изминатата година по аферата со прислушувани разговори и постигнувањето на така наречениот Пржински договор, кој го вклучува извештајот на експертската група предводена од Рајнхард Приба, во кој корупцијата е посебно нагласена како проблем, формирано е специјалното јавно обвинителство за гонење кривични дела поврзани или кои произлегуваат од содржината на незаконско следење на комуникациите. Ова решение е слично на ситуацијата во Романија, каде исто така покрај јавното обвинителство постои и ДНА, Националниот директорат за антикорупција, а МЦМС, како што самото име на организацијата кажува, често применува метод на учење од искуства на другите држави, особено оние кои се веќе во Европската унија или од нивниот пат кон европските вредности. Градејќи на претходната соработка со Романија, кога поранешната романска министерка за правда Моника Маковеј беше советник за борба против корупција на владата на Република Македонија, особено во периодот, споменатиот период со најголем успех на ова поле, а со оглед на сегашните постигнувања во Романија и особено обвинителката Ковеси, се одлучивме да ја поканиме да ги сподели своите искуства со нас. Дополнителен аргумент беше и фактот што таа претходно ги има извршувано функциите на главен обвинител во Романија, панданот на нашиот јавен обвинител на Република Македонија Марко Зврлевски, и сегашната функција на јавен обвинител во специјалното во директоратот за антикорупција, кој е пандан на специјалното јавно обвинителство или обвинителство за гонење на кривичните дела произлезени од незаконското следење на комуникациите. Но за нив сите тие ќе ни се обратат понатаму. Јас не би должал повеќе со воведот и пред да ги слушнеме обвинителите, би дал збор на министерот за правда Аднан Јашари да ни се обрати, да видиме каква е посветеноста на владата во однос посебно на оваа стратешка цел за ефикасна борба против корупцијата. Повелете, министр. Благодарам. Почитуван амбасадор господин Бејли, почитуван директор на Македонскиот центар за меѓународна соработка господин Кажаловски, јавен обвинител на Република Македонија Зврлевски, јавна обвинителка госпоѓа Јанева, јавен обвинител на Руманија Лаура Ковеси, почитувани дами и господа. Ми представува особено задоволство да се обратам на оваа конференција посветена на една особена битна тема – ефективна борба против корупцијата на високо ниво. Воедно би сакал една благодарност до Македонскиот центар за меѓународна соработка за организација на овој настан. Корупцијата како криминален и социолошки феномен и како морален и етички проблем во различен вид и интензитет е присутна во сите држави, но исто така и во сите области од општественото живење. При тоа, сите видови на коруптивни појави се подеднакво штетни и опасни, но сепак поради звањето и високата функција на извршителите, како и поради висината на причинената штета или пак поради истовременно присуство на елементи на организиран криминал, разбирливо е дека најзагрижувачки се случаите на корупцијата од висок профил. Кога зборуваме за случаи на корупција од висок профил, односно на високо ниво,
како што ни е познато на меѓународно ниво, не постојат општо прифатени критериуми за определување на овие случаи, туку секоја држава во зависност од своите специфични општествено, политички и економски услови, како и специфичниот социјален контекст, определува своји посебни критериуми со кои се карактеризираат случаите на корупцијата од висок профил. При тоа, најчесто останува збор за неформални критериуми, а многу ретко се истите преточени во формален документ или пак во закон. Република Македонија во изминатиот период се занимаваше со ово прашање и тоа во рамките на активностите за следење, односно мониторинг на случаите на корупција. Во ова насока, во октомври 2012 година, се формираше работна група за изработување на методологијата за релевантен статистички систем за мониторинг на антикорупцијската политика, чии членови се представници на сите релевантни државни институции. Ова работна група, меѓу другите активности, го разгледуваше и прашањето на случаи на корупција од висок профил, при што како основни критериуми за кои се постигна согласност се функција на сторителот на коруптивното кривично дело, како и утврдената кривична одговорност на најмалку 3 лица кои вршат работи од јавен интерес во јавниот сектор, а кога е причинета штета, односно е стекнат корист од големи размери. Борбата против корупцијата представува еден од највисоките приоритети на владата на Република Македонија, заедно со економскиот напредок и интеграциите во Европска Унија и НАТО. Поради тоа, особено внимание се посветува на ово прашање, при што се преземаат сите видови мерки, како на законодавен и практичен план, на стратешки, како и на превентивно и на репресивно ниво. При тоа, сите случаи на корупција имаат подеднаквен третман, но се разбира, особено се настојува да се откријат и решат случаите на корупцијата од високо ниво. Во изминатиот период, од страна на правосудните органи во државата, се водени и решени доста голем број случаи на корупција од висок профил, кои беа и медиумски поседени и се добро познати на јавноста и постојат и пресуди со кои е изречена и конфискација на средства стекнати со кривично дело на корупција и организиран криминал. Како министер за правда, во ова насока би се осврнал на тоа што представува конкретна надлежност на Министерството, а тоа се изготвување на легислатива од областа на антикорупцијата, следење на меѓународни антикорупцијски стандарди и нивно преточување во нашето законодавство, ратификација на меѓународни документи во оваа област, учество во меѓународни и регионални активности за борба против корупцијата, представување на Република Македонија во меѓународни и регионални организации за борба против корупцијата, следење, односно мониторинг на антикорупцијската политика, координација на државните институции со надлежност на антикорупцијата, како и креирање и водење на политиката за зајакнување на антикорупцијските институционални системи. Во овој контекст би ги спомнал следните поконкретни активности кои беа преземани во период кој претходеше. Прво, создавање на сеопфатна легислативна рамка за превенција и сузбивање на корупцијата, наградена со нови законски решенја. Создавање на добро организирано институционална структура за борба против корупцијата со специјализирани тела и единици за ова цел. Активности за јакнење на едукација на капацитетите на специјализираните институции и тела за борба против корупцијата. Создавање на стратешки пристап во борбата против корупцијата,
која се базира на државните програми за превенција и репресија на корупцијата и на судир на реформи на казненото право, кои имаат за цел усогласување на националното казнено право со меѓународни и европски стандарди. Изградба на современ, ажурен, ефикасен и независен судски систем, усогласен со меѓународни стандарди. Зајакнување на меѓуинституционална соработка на органите надлежни за борба против корупцијата. При тоа, кога станува збор за основната надлежност на Министерството за правда, односно создавање на соопфатна и конзистентна антикорупцијска легислативна рамка, би сакал да ја искористам оваа прилика за да ги споменам последните и најновите случувања на овој план, а тоа е усвојување на Законот за заштита на укажувачи во ноември 2015 година, како и донесување на подзаконските акти на овој закон, односно Правилникот за заштитено надворешно пријавување во јавниот сектор, Правилникот за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор, насоките за донесување внатрешни акти, со кои се уредува заштитеното внатрешно пријавување во правните лица во приватниот сектор, и истите се објавени во Службен весник на Република Македонија на 8 март 2016 година. И за крај, повторно да се вратам на прашањето што на некој начин представува и тема на оваа конференција. Ефективна борба против корупцијата на високо ниво. Прашање на личност или пак на систем. Моje лично мислење во врска со ово прашање е дека предуслов за успешна борба против корупцијата воопшто, а особено против корупцијата на високо ниво, се и двете работи, односно потребно е да постои ефикасен, ажурен, добро осмислен, екипиран, едуциран, современ, модерен и преди се независен систем на институции за борба против корупцијата. Соодветен сеопфатен и конзистентен легислативен антикорупцијски систем, како и соодветни личности кои го водат овој систем, кои треба да бидат независни, непристрасни, објективни, добро едуцирани, со соодветна практично искуство и нормално теоретски знаења. Силни личности кои не потликнуваат на закани, заплашувања и ветување за корист, како и личности кои се некомпромитирани и без дамки во личниот, професионалниот живот и така натака и така натака. Ова преди се однесува на лицата, односно челниците кои ги водат полициските истраги, на судиите, обвинителите, како и другите челници на антикорупцијските агенции. Секако, покрај нив, не помалку се битни и сите други лица кои работат во антикорупцијските институции, како и сите државни институции. Благодарам за вашето внимание и посакувам успешна конференција. Благодарам, министре Јашари, за погледот на владата на Република Македонија на прашањето на корупцијата и борбата против неа. Како што најавив на почетокот, овој настане дел од програмата на USAID за борба против корупцијата, која МЦМС ја спроведува во партнерство со други организации, и Американската амбасада и USAID се постојани поддржувачи на реформските програми, меѓу кои и овој во Република Македонија. Во таа смисла, удавам збор на амбасадорот на Соединетите Американски држави, господин Джес Бейли, да ни се обрати. Добро утро. Добро утро. Ви благодарам многу, господине Карджаловски, министре Јашари, господине Зврлевски, господјо Јанева и господјо Ковези. Ви благодарам многу, дами и господа, за тоа што дојдовте утринава. Навистина со големо задоволство учествувам на оваа конференција организирана од Македонскиот центар за меѓународна соработка како дел од проектот на USAID за борба против корупцијата, и да ве видам сите тука утрово. Сите ние собрани овдека во оваа соба сме свесни за корозивната сила која што всушност корупцијата има врз општеството. Заменик председателот на САД Бајден го нарече рак кој што ја изедува
ја јаде довербата на граѓаните во демократијата и понатаму забележа дека го уназадува инстинктот за иновации, креативност и дека ги плаши на националните инвестиции и меѓународните инвестиции. И она што е најважно, им ја негира на луѓето нивната гордост и го цеди колективната сила. Верувам дека сте го слушнале овој цитат, меѓутоа исто така сметам дека е потребно да се повтори. Моќта и алчноста се лоша комбинација која што ги корумпира не само владите, туку спортските федерации, компаниите, па дури универзитетите. Секако САД не се имуни на корупција. Само погледнете ги скандалите кои што се случија во државата Њу Йорк минатата година, каде што поранешни лидери на државниот сенат и на државното собрание беа обвинети за неколку обвиненија за подкуп, измама, конспиративност и изнудување. Во истиот месец минатата година. Меѓутоа, демократските општества зависат од определено ниво на доверба во системот и во институциите кои што владеат со нашите животи, кои што ги водат нашите животи. Доколку тоа не се проверува, корупцијата ја подрива нашата доверба во системот. Значи, главното прашање е тука дали тоа не се проверува, бидејќи не е всушност присуството на корупцијата што им се заканува на демократските општества, туку нејзината неказнивност. Коруптивните дела и импулси се како бацили. Тие се насекаде. Меѓутоа, едно здраво тело, односно здрава политика, има начини да се бори, да ги убие бацилите и да го спречи нивното ширење. Која тие дефензивни одбрани не функционираат, тоа е навистина закана, без оглед дали станува збор за едно лице, за демократија или општество. Боно, рок звездата, кој што стана меѓународен активист, рече дека најголемото заболување е корупцијата, а вакцината е транспарентноста, бидејќи транспарентноста не само што ја открива корупцијата, туку открива и доколку таа не постои. Значи, гради доверба. Спротивно на ова, кога транспарентноста ја нема, институциите работат за затворени врати, се јавува недоверба и се јавуваат стравови дека институциите служат на приватни интереси, а не на општото добро. Целта на владените институции е да покаже дека нема доверба без транспарентност. Токму поради тоа САД во текот на многу години помагаат на Македонија да ја зголеми транспарентноста и отчетноста на владените установи во склучување договори, буџетирање во правосудството, во етичките насоки и во другите владени функции. Борбата против корупцијата и зголемувањето на транспарентноста бара малку повеќе од само закони и регулативи. Бара храбри, независни медиуми кои исто така можат да ја истакнат темнината каде што се јавува корупцијата. Некои од вас можеби се сеќаваат кога првпат стигнав во Македонија пред една година, првиот прием кој што го организирав беше за членовите на медиумите, бидејќи знам, сакав да признам која е нивната важна улога. Како граѓани и се ослонуваме на истражната работа на новинарите да откријат сомнителни прашања и однесувања. Нивната кредибилност бара посветеност на реална, фактичко известување и непристрасни, непартиски известувања. Таквата работа бара на вистина голема храброст и интегритет и секако подразбира и ризици како што можевме да видиме. За жал, поларизираната природа и длабоко поделените перцепции на медиумите во Македонија на некој начин им ја отежнуваат нивната работа и за жал ја намалуваат довербата во медиумите. Граѓанското општество е уште еден многу важен чинител во барањето на транспарентност и во барање отчетност од владите. Горди сме што можеме да поддржаме многу граѓански организации како МЦМС во нивните обиди да истражуваат, зборуваат, да поттикнуваат дискусии и да ги поттикнуваат граѓаните да бараат одговорност и отчетност од владите. Минатата година се Антикорупцијскиот консорциум на граѓански организации ги објави нивните истражувања и студии. Тие помогнуваат да се подигне свеста на јавноста и да се поттикне дискусија во однос на процесите на јавни набавки, неправилностите во работата на Агенцијата за електронски комуникации, улогата на Државната комисија за превенција на корупција, прашањето на конфликт на интереси, на несоодветното или неизбалансирањето покривање на медиумите во однос на корупцијата, односите помеѓу парите и политиката и трите одделни случаи со укажувачите, како и новинарството и работата на граѓанските општества и на граѓанските организации бара храброст и перзистентност.
Меѓутоа знаеме дека корупцијата се среќава на секаде во светот. Меѓутоа кога се случува неказниво, тоа е ризик за демократијата. Земјите мора да воспостават и да поддржат институции, закони и процедури не само за да ги спречат појавите на вакви случаи, туку и да ги казнат коруптивните дела и да ги конфискуваат криминалните заработки. Каде што не се спроведува законот и казните се минимални, таму се јавува корупција. И токму поради тоа соодветното функционирање на правниот систем е од огромна важност. Да бидеме искрени, вистинската закана со казна е моќно средство. Меѓутоа, како и кај новинарството, законот мора да се применува непристрасно, мора да се применува подеднакво за сите луѓе без оглед на политичката припадност, етничност или етничка припадност, религија, економски статус или пол мора да бидат еднакви пред законот. Казневите активности едноставно не смеат да бидат политичка казна. Во оваа насока сакам да го повторам она што го искажа јавниот обвинител Зврлевски вчера, дека ќе се формира комисија која што ќе ги испита наводите за кривични дела поврзани со изборите. На ова ќе им покаже на граѓаните дека сериозно ги сваќате нивните поплаки и тоа е од огромна важност за градење на доверба во изборниот процес. Мило ние што денеска со нас ја имаме и посебната обвинителка Јанева. Специјалното обвинителство има тешка работа, треба да истражува и доколку им дозволат да гонат некои сериозни наводи за злоупотреба од власта, кои што беа истакнати и објавени минатата година и предизвикаа долга политичка криза. Ова е нова институција и таа и нејзините колеги имаат мали проблеми, некои проблеми во нивната работа. Предпоставувам дека нема обвинител никаде во светот на кој што работата му е лесна. Се надевам дека институционалната соработка ќе се подобри помеѓу посебното обвинителство. Нашиот друг говорник, главниот обвинител на Романија, Лаура Кодрута Ковези, има навистина импресивно досие на успешни обвинителни акти. Очекуваме да слушнеме за тоа какво е нивното искуство и како успеале тие да се справат и да ги надминат. Дозволете ми да завршам со следниве мисли. Силната демократија не се плаши од граѓански чувари, од љубопитни новинари и од строги обвинители. Нивните јавни службеници ги следат правилата за да обезбедат отчетност, интегритет и транспарентност во извршувањето на јавните должности. И кога ќе застранат, строгите независни судства ги истражуваат овие процеси и ги казнуваат. Таквите нации ќе имаат корупција, меѓутоа корупцијата нема да биде неказнета. Сака македонските институции и граѓаните да успеат во нивната борба против корупцијата. Ништо не е поважно за здраво, отпорно општество кое што вашите граѓани го бараат и сакаат да го изградат во последните 25 години. Ви благодарам многу за потсетувањето на опасностите од корупцијата и принципите на борбата против неа, како и на потсетувањето на целта на оваа програма во чии рамки ја правиме конференцијата, а тоа е информирање, едукација на граѓаните и граѓанските организации да ги држат институциите отчетни и транспарентни, а со тоа да придонесуваат кон нивен зголемен интегритет и независност. Убедени сме дека толкму искуството на што со нас ќе го сподели обвинителката Ковеши, како и другите говорници, особено обвинителите Зврлевски и Јанева во оваа следна сесија, ќе придонесат за постигнување на таа цел, по зголемување на напорите на граѓаните и граѓанскиот сектор и уште повеќе на институциите, чија цел е сузбивање на корупцијата. И кога сме кај говорниците, кон прашањето на оваа конференција, дали ова прашање на личности или на систем. Само личности со интегритет, кои веруваат во исправност на своите постапки и истите ги заснуваат на непобитни факти, може да предводат успешна борба против криминалот и корупцијата. Но исто така неопходен е и систем на независни, неселективни и отворени институции кои ќе делуваат во согласно со уставот и законите кои ќе поддржуваат заложбата на поединецот.
И секако, како што амбасадорот спомена, сето ова е базирано на довербата на граѓаните. За подсетување, довербата во агенцијата која предводи господја Ковеши е 61% и е највисока довербана институција во Романија. Се надеваме дека и нашите обвинителства ќе постигнат тоа ниво на доверба. Овој панел го продолжуваме со излагањата на трите обвинители. Го насловивме како непристрасност, интегритет и ефикасност и што се предусловите за успешна борба против корупцијата на високо ниво. И да видиме некои успешни примери, особено од романското искуство, на справување со корупцијата. Затоа ќе сме да поканам да даде своје излагање романската обвинителка Лаура Кодруца Ковеши. Повелете. Обвинителката, таа ќе зборува на романски, но презентацијата е на англиски јазик и ќе може да следите тоа што има да го каже. Повелете. Повтим. Добро утро на сите. Се викам Лаура Кодруца Ковеси, сум шеф обвинител на Националната дирекција за борба против корупција во Романија, почитувани амбасадори, почитуван министар, почитувани колеги, благодарам до организаторот за поканата за учество на ова конференција, имајќи во предвид и програмата од USAID и учеството на конференцијата, денешната конференција. Исто и за можноста за презентација на некој од нашите решавање на нашите проблеми со борбата против корупција. Ако правиме некој историјат, краток историјат на борбата против корупција во Романија, можам да ви кажам со сигурност дека во последните 15 години корупцијата представуваше еден систем и беше во сите пори на општеството. Повеќето од договорите се вршеа врз основа на понуда на мито и се одеше на процент од 5 до 30% од вредноста на договорот. Романија пред 10 години по повод влегување во Европска Унија направи една професионална структура на лица кои работат врз основа на овој главен проблем. Последните 6 години сум била генерален обвинител на Романија и од 2013 година сум главен обвинител во Националната дирекција за борба против корупција. Ќе кажувам неколку зборови што сме, кои ни се нашите активности и докаде што сме постигнале, зашто ќе ви давам после збор да кажете докаде и нашите резултати. Националната дирекција против корупција е оформена со специјален закон пред 10 години. Во 2014 година Европската Унија издаде еден извештај за борбата против корупција за сите 27 земји членови во Европска Унија и нашата агенција беше поставена на едно повисоко ниво отколку другите земји за резултатите добиени. Ќе кажувам неколку резултати што се добиени во 2015 година. Имаме 1250 обвинети лица за
средна и висок степен на корупција. Исто така можам да ви кажам дека ќе ви кажам што значат нивоата на средна или висок степен на корупција. Исто така имаме и 83 правни субјекти обвинети за корупција, бидејќи во легислацијата, романската легислација се вклучени и правните субјекти за извршување на такви кривични дела. Во тие резултати можеме да ги вброиме еден премиер кој е 5 министри, 16 пратеници, 5 сенатори, 97 градоначалници и заменици градоначалници, 15 председатели и заменици председатели на општински совети и 32 директори на национални компании. Сите тие лица представуваат главни личности во овие сите наши досија. Како обвинител не е само битно да се отвори предмет и да се следи. Треба и да се оконча тоа. Ефикасноста на работата на нашите колеги обвинители излегува дека минатата година имавме 1250 лица испратени пред лицето на правда, од кои 970 имаме обвинети и осудени. Можам и да ви ги кажувам, тука се гледат дека имаме 18 адвокати, имаме 11 обвинители и 8 суди, министер, сенатор. Значи, во другите случаи се уште во тек на постапка. Само во една година агенцијата бараше и мерки притвор, привремен притвор за 6 пратеници, 2 сенатори и 1 судија на Уставниот суд. Секако треба да го кажам дека во Романија овие лица не смеат да бидат притворени без дозвола од страна на Сенатот или на парламентот. Исто така, тие лица не смеат да бидат под истрага без дозвола на парламентот или Сенатот. Значи, исто така, со тие одобренија ние добивме притвор за еден премиер, еден министер и 3 претходни министри. Ви кажам можда и податоци од последните 2 години, каде нашата дирекција за борба против корупција имаме и 21 лице од парламентот и сенаторот Значи, имаме поднесено барање за 20 лица пред парламентот за подигање на имунитетот. Ова представува независност на институцијата која ја представувам. Можам да ви кажам дека овие лица има и функции во политички партии, Значи, не постојат пратеници само од една партија. Зборувам за сите партии што се моментално во романското собрание, со романскиот парламент. Можам да кажам дека беа сите лица што беа инволвирани во овие предмети се им е поднесено начинот на работа на нашите обвинители е за преземање на овие штети. Во текот на минатата година имаме побарано мерка одземање на добрата за повеќе од 500 милиони евра. Имајќи во предвид
легислацијата, правните инстанции во Романија добиле над 195 милиони евра повраток на средствата од овие криминални дела. Во повеќе од 93% од случаи дирекцијата го добива решението за овие позитивното решение за овие активности. Секоја година Европската комисија врши извештај за механизмот за соработка и во кој се внесени и резултатите поготово од Националната дирекција за борба против корупција. Е многу тешко како дека овие бројки ни покажат дали институцијата има ефикасност во работењето или не. Е многу битно да се каже системот, правниот систем од одредената земја и е многу тешко да се прави разлика меѓу слични институции кои работат во различни земји, бидејќи еден од битните индикатори е довербата кон таа правна институција. Нашата дирекција поддржува 61,2% од довербата на народот. Исто така имаме доверба, имаме најголем степен на доверба дадена на некоја институција во Романија. Ова ни е многу битно и во текот на презентацијата ќе ви кажам зашто, бидејќи бројот на граѓани што прават, поднесуваат жалби или пријави до нашата агенција, имаме 87% од пријавите се дојдени од јавноста. Сигурно дека се жалиш кон институција во која имаш доверба. Со тоа се направи промена на менталитетот на граѓанството. Ќе пробувам да ви кажам во неколку збори како ги добивме овие резултати. Од моја гледиште се многу битни предусловите за ефикасност на борбата против корупција. Сигурно дека едно е стручна специализирана структура на вработени. Сигурно дека обвинителите се специализирани во овој домен, но начините на решавање на тие проблеми се многу софистицирани, многу тешки. Затоа имаме и специализирани структури за борба против корупција на високо ниво. Имаме и друго оделение што работи во однос на организиран криминал или тероризам. Друг инструмент многу битен е соодветно законодавство. Џабе ако имаме храбри обвинители, активни, кои не ги имат соодветните законски алатки. И една од најбитните е преземање на административни и раководни мерки за финансиските средства, за многу пати, многу активности ни се поврзани со Министерство за финансии, кој е врзан директно за буџетот. Значи, што можам да кажувам за организацијата, организирањето на ова дирекција, битно е дека обвинителите се слободни во нивните активности. Ова независност во нивните активности сигурно дека не ни дозволува да правиме кога и што сакаме, но
слободата е многу битна. Кога отвараме некој предмет против некое лице што е многу битен во општеството или има голем имот, сигурно дека обвинителите нема да бидат отстранети од предметот, нема да бидат избркани од работа. Ова е многу битен фактор во тоа. Ние сме независни од другите институции, од правниот систем, поседуваме еден посебен буџет и сме различни од другите организационо од обвинителите, од целата Романија. Имаме специализирани лица што се во сите домени, банкарство, финансии, царина, IT технологии. И исто така имаме и собствена полиција, судска полиција, кои не се под Министерството, ингеренциите под Министерството за внатрешни работи, кој може да представува политичко лице. Можда ќе ви се причинат како големи овие бројки, но во Романија имаме, имајќи во предвид дека Романија има 22 милиона жители, бројот на обвинители во Романија е 2400, дирекцијата има поседува 195 обвинители, последните 5 обвинители им беше дозволено поради зголемениот обем на работа значи имаме над 11.000 предмети кои беа обработени од 150 обвинители. Имаме 70 експерти, имаме и персонал што ни помага, исто така и персонал во економијата што ни помага за работа со буџетот на значи буџетот што го имаме, што ги враќаме во буџетот се многу поголеми од нашите трошоци за вршење на овие претраги. Ние работиме со сите кривични дела што се врзани за корупција и исто имаме и кривични дела против финансирањето, финансиските интереси на Европската Унија. Значи, треба секогаш да земеме во предвид дека сме членови во Европската Унија. Надлежностите со оглед на сторените дела, овие се надлежностите кои ни се согласно на легислацијата. Законот кажува директно кога сме во можност да отвараме предмет и кој предмет можеме да го обработуваме. Кога зборуваме за корупција, за нивоата на корупција, предмет над 10.000 евра е во надлежноста на дирекцијата, Националната дирекција за борба. Например, доктор ако добива мито 7.000 евра, не потпаѓа под надлежностите на дирекцијата, Националната дирекција. Судството кај нас ги направи тие разлики за да можеме да работиме на едно повисоко ниво. Исто така околу материјалната штета која треба да биде над 200.000 евра или над 1.000.000 евра, кога се зборува за надавањето за јавни набавки или други такви материјални штети.
Значи, може денес да биде 800.000 евра, а другиот ден треба да се качува над 1.000.000 евра. Обвинителот што го работи случајот треба да го поднесе одма во Националната дирекција како висина на штетата. Ако едната од лицата што се влезе, ако делото е сторено од некој од лицата што се напишани тука во слайдот, добиват мито, тогаш тие се во надлежноста на Националната дирекција. Сите овие лица во случај може да бидат предмет на нашата работа. Ексклузивната надлежност се во делата против финансиските интереси на сите општества и зависи од лицата кои ги имат извршено. Друго што сакав да кажам представува легислацијата. Е многу битно при промена на законите, тие што ги применуваат треба да бидат прашани. Секако дека ние не треба да даваме решенија. Ние треба да укажеме на правосудството и на нашите пратеници кои ни се нашите потреби. Исто како што се работеше и во другите европски земји, ние за среќа во последните години Романија ја прифати модерната легислација кога зборуваме во доменот на алатките со кои работат обвинителите. Зборуваме за работата на обвинителите, например кога работиме против некој пратеник и генералниот обвинител отвара против нас некој случај и сме прошетани од едно обвинителско во друго ради решавање, потешко решавање на проблемот. Се тоа е внесено во законот. Друг инструмент за борба против корупција е обврската на другите државни институции, поготово за институциите за контрола, за пријавување во Националната дирекција за идентификација на дела, коруптивни дела. Ова е исто и за лицата што вршат контрола и службите за информации и исто и за другите обвинителства на територијата на Романија. Инструменти за ефикасна легислатива, на слайдот се напишани неколку, ние не ги пронајдовме институциите што ни се потребни. Овие институции се користени во сите правни системи за борбата против корупција и организираниот криминал. Повеќето се преземени од америчката легислација и од европската легислатива. Првична институција е прикриена институционализација, некои од овие процедури кои може да ги користат обвинителите. И сето тоа е во служба на борбата против корупција. Иако работиме во различни држави, сигурно дека сите овие случаи се слични. Секако дека било кој градоначалник што сака да даде некој од договорите на свој пријател, нема да го направи тоа
јавно, но тие лица што ги стават парите на маса и кажуваат дека ово е твојот дел за да го добијам тој договор, сите тие активности и инструментите се многу битни за откривање на овие коруптивни дела. Други инструменти преземени од меѓународната е продолжена конфискација. Како последица на преземање на Европска директива се користи од 2012, бидејќи тогаш е имплементирана во Руманија и овој проблем е за конфискација на лица кои вршеле кривични дела за корупција. Во минатите години имавме проблеми со јавните функционери кои имаа по 4 куќи, една куќа беше на името на мајката, не битно дали мајката немаше примања, една куќа беше на името на синот, една куќа и така функционерот кој немаше проблеми немаше доволно пари од плата да живее, тој имаше толку многу добра. Овој закон ни овозможи да си ги преземеме назад овие добра и кога докажуваме дека примањата на тоа лице не можеле да ги покријат сите купувањето на сите овие добра, ние имавме лице кое доби 10.000 евра, а купил куќи од 500.000 евра. Значи, сигурно дека со легално добиените пари не можеше да си ги купи сите тие добра и зборуваме во продолжение за договорот за признавање на вината. Знам дека и кај вас е тоа имплементирано и сега стигнувам до третата точка за мерките на кои се фокусирам. Џабе ги имаме финансиите потребни и работиме на 100 предмети истовремено. Сигурно дека тоа ќе представува губење на времето. Во нашата активност имаме определени приоритети и тргнавме од решавање на кривично досие од лицето што го изврши делото и одиме на специализација на обвинителите. Иако обвинителите се специализирани по типови на кривичните дела. Имаме обвинители кои работат во делот на злоупотреба на службената должност, обвинители кои работат за европските фондови. Значи, специализација на овие обвинители и издавање на водичи за работа се многу битни. Активностите на обвинителите е многу битна поради една единствена пракса. Е многу битно кога на еден начин на едно место се работи на еден начин, а на друго место од Руманија на 200 километри, например, се работи на друг начин. Затоа цела оваа пракса е многу битна за унифицирање на сите постапки.
после можам да кажувам за соработката меѓу институциите. Секако дека ниедна институција не може сама да се бори против ова, не само финансиските институции, полициските институции, институциите за информации. Еден многу битен елемент во нашата активност е организирање на курсеви за професионално усовршување за врз основа на досијата испратени веќе пред судовите, и сето тоа представуваше еден врел компир. Секако останатите предмети што беа преселени од еден суд во друг суд. Значи, ова се вршеше само за продолжување на постапката, на времето. Но соработката меѓу обвинители и судиите доведе до намалување на време траењето на решавање на овие спорови. Имавме проблеми каде коруптивни дела се пред судот се решават во текот на година дена или година и пол. Зависи од големината на делата што се направени. Друга мерка што беше многу битна во нашите активности е информатизирање на обвинителствата и актуализирање на базите на податоци. Секој обвинител поседува лаптоп со кој може да дојде до базите на податоци за било кое лице. Ако имаш потреба да за идентификување на добрата кои може да бидат конфискувани, што ги поседува одредено лице, повеќето од обвинителствата во Руманија може да бидат во врска со сите овие бази на податоци и друго представува транспаренција во нашите активности. Ова е обврска која јавните институции мора да ја почитуваат. Не дека корупцијата и борбата против корупција е само за да обстојува Националната дирекција за борба против корупција. Ова корупцијата ги врши притисоци врз граѓанството. И секако дека транспаренцијата во нашите активности представува решение на нашите активности. Секако дека ние сме обвинители. Учивме на факултет да ги решаваме предметите. И многу пати, секако дека во почеток на нашите активности ги гледавме новинарите како непријатели. Секако дека новинарите сакат што повеќе информации за да може да ги објавуваат како новости, но нас ни е битно да имаме што може повеќе информации, да ги чуваме за решавање на предметот. Во време ние научивме исто така и новинарите дека не треба да се газат фундаменталните права на граѓанството, но треба да имаме во предвид дека и граѓаните треба да бидат информирани. Секако дека секаде кога еден министер или пратеник е повикан во обвинителство, и граѓаните треба да знаат зашто е повикан тамо и кои може да бидат реперкусиите по него. Ние извршивме еден правилник заедно со
Уставниот суд за што можеме, кога можеме и како можеме да го комуницираме до медиумите. Исто така имавме многу ситуации кога врз основа на анкетите кои ги работевме се пробуваше промени на правилата во парламентот, се пробуваше да се вршат одредени притисоци врз нашата дирекција. Секогаш дека граѓанството реагираше, исто и така новинарите беа тие што ја пренесуваа пораката, нашата порака кон граѓанството. Ви благодарам за вниманието, сум слободна за ваши прашања. Iscrpno izlaganje za искуствата и споделување на искуствата од Романија. Мислам дека станува јасно зошто токму неа ја поканевме на една ваква дебата и особено благодарност за разграничување на надлежностите, за објаснувањата за поделените надлежности на разните институции во Романија во борбата против корупцијата. Тоа е еден од предизвиците и кај нас, бидејќи да знаеме сега дека е формирано специјалното, така наречено специјално јавно обвинителство за исследување на случаите од кои произлегува од аферата преслушување. Меѓутоа борбата за корупција е подолга и подолго ќе трае од мандатот на ова обвинителство, а главна улога во него има јавното обвинителство на Република Македонија. И во наредното излагање на јавниот обвинител Марко Зврлевски да ни се обрати во однос на функциите и на работата на јавното обвинителство на Република Македонија. Повелете. Благодарам директоре Карджаловски, почитуван екселенција амбасадоре господин Бейли, почитуван министер за правда господин Јашари, почитуван обвинител од обвинителството од Романија, почитуван обвинител Јанева, почитуван директоре Карджаловски, почитувани судии, обвинители, представници на ОВСЕ, представници на институциите кои се занимаваат со следењето на корупцијата, почитувани новинари, граѓани, граѓански и невладени организации, дами и господа. На почетокот би сакал да се заблагодарам за поканата за учество на ова денешна дебата на темата ефикасна борба против корупцијата на високо ниво, односно прашање на личност или систем. Пред се, сваќајќи го значењето на тематиката и проблематиката која работиме, особено посебно ми е драго ради гледајќи го составот на денес присутните. Моето присуство денес е израз на голема почит кон амбасадорот на Соединетите Американски држави, кон министерот за правда, колегите обвинители, меѓутоа особено ми е битно присуството на граѓанскиот сектор кој во држава на развина демократија го има значењето на коректив на институциите и поттикнуваше на законското работење. Во Република Македонија корупцијата е криминализирана и постојат повеќе одредби во кривичниот законник кои ги одредуваат општите правни ограничувањата на коруптивно однесување. Примањето, давањето подкуп, измама, уцена, изнудување на пари, злоупотреба на службена положба и овластување се дел од казнените дејствија. Законодавецот исто така ги зема предвид и различните форми на коруптивно однесување како што се клиентелизам, непотизам и трговија со влијание, особено следејќи ги сите модерни трендови на корупцијата која се развива како секој вид на друг вид на кривично дело. Со цел да се поддржи борбата против корупцијата, а и поради засилена дебата за усогласување на кривичниот законник со меѓународните стандарди, како што е погоре наведено, во 2011 година направени се измени и дополнување на кривичниот законник. Се регулира неовластеното нудење, давање и ветување на подароци, примање на награда за незаконити влијанија. Санкционирано е и противправното стекнување и прикривање имот, со што Република Македонија се брои во редот на само неколку држави кои ја имплементира одредбата од членот 20 од Конвенцијата на Обединетите нации за криминализирање на нелегалното збогатување. Дополнително, кон законската рамка имаме и основано повеќе институции чија надлежност од повеќе аспекти е борбата против корупцијата. Тргнувајќи од зададената тема, би сакал накратко да се осврнам за борбата против корупцијата и прашањето дали тоа зависи од личноста или е прашање на системот.
Начело сум на Јавното обвинителство на Република Македонија, како единствен орган надлежен за гонење на сторители на сите кривични дела, меѓу нив и за борбата против корупцијата. Орган кој е поставен како системско решение, кој возможува истото да биде ефикасно и да изразува независност, стручност, професионалност, самостојност и неселективност во постапувањето. Сето тоа засновано врз Уставот и законите. Тргнувајќи уште од начинот на именување на јавните обвинители, целиот сет на механизми за надзор над законитоста над нивното работење, поставената независност и самостојност во постапувањето дава институционален систем во кој што јавните обвинители како поединци, личности, вршители на овластување имаат надлежности и законски можности за самостојно, независно гонење на секако вид на криминал, а посебно на корупцијата. Имено, за да можеме да зборуваме за ефикасна борба против корупцијата, задолжително е постоење на насочени професионалци кои треба задолжително да имаат претходна подготовка и едукација. Во Република Македонија, согласно законските прописи, основано е основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и посебно за корупција. Ова обвинителство е основано уште во 2007 година како независно самостојно обвинителство, а на кое претходеше оделение на во Јавното обвинителство на Република Македонија уште во 2004 година. Ова обвинителство е пандан и адекватно на обвинителството со кое раководи обвинителката Ковеси во Романија, со надлежност на целата територија на државата за кривични дела кои се во интерес на денешната дебата, а корупцијата на високо ниво. Корупцијата на пониско ниво ја работат основните јавни обвинителства низ целата република. Од вкупно 208 јавни обвинители кои се именувани и работат во моментот во Република Македонија, во рамките на Јавното обвинителство на Република Македонија, 12 се во обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. Сите тие обвинители, па и други, поминаа бројни обуки, како во Република Македонија, така и во странство. А пракса беше да обвинители од странство исто така одреден период поминуваат во самото обвинителство каде беа користени како нивните искуства, така и нивните линкови со нивните институции од државите од кои доаѓаат. Во основното јавно обвинителство за организиран криминал и корупција и во обвинителството на Република Македонија имавме присутни обвинители од Соединетите Американски држави, Италија, Германија, а и денес имаме присутен обвинител од Холандија. Сесрдно и широко ги користиме нивните искуства и нивните познанства за остварување на линкови при справување како со праксата, така и со конкретни случаи на одредени кривични предмети, меѓу кои предмети за корупција. Во основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција работат истакнати професионалци со постигнати признати резултати во своето работење. Оценката за ефикасноста и успешното работење не е паушален исказ, туку се заснова на емпириски статистички податоци. Она што како мана досега во јавното обвинителство било релативната затвореност на институцијата и нетранспарентноста од одредени поранешни начини на постапување, сега треба да се промени, во смисол на се поголема транспарентност на постапувањето на јавното обвинителство. Меѓутоа, како пример, со оглед да една од подтемите е успешни примери за спроведување на случаи на корупција на високо ниво, како што ево и колешката ги наброи, можеме да кажеме дека статистиката го кажува следното. На територијата на Република Македонија во 2012 година е постапувано по случаи за корупција против 2285 лица, а поднесени обвиненија се против 297 лица. Основното јавно обвинителство за организиран криминал и корупција постапуваше против 91 лица. Од овие 297 обвинети лица, процентот на успешно застапувањето е преку 90%. Од 2013 година е постапувано по случаи за корупција против 2302 лица, поднесени се обвиненија против 293 лица. Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција за 73 лица постапувало во оваа година. Во 2014 година постапувано е по случаи за корупција против 2337 лица, а поднесени се обвиненија против 306 лица.
Основното јавно обвинителство за организиран криминал и корупција постапува против 98 лица. За 2015 година извештаите се во завршна фаза, меѓутоа бројките се движат во тој процент. Купно бројот на пресудени се движи околу 93%. Во текот на своето работење, основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, како познати случаи на висока корупција, ги бележи случаите, верувам познати, меѓутоа и заборавени или не експлоатирани, тоа се случаи против поранешен премиер, поранешен вице-премиер, заменик министер, гувернер на Народна банка, поранешен директор на Царинска управа, директор на едно од најголемите јавни предпријатија во Република Македонија, предпријатието за електростопанство, повеќе директори на јавни предпријатија, повеќе градоначалници во Република Македонија, меѓу кои еден градоначалник на една голема скопска општина, повеќе директори на големи тутунски комбинати. Поведена е постапка против повеќе судии, обвинители, правобранители, началници на полиција. Меѓу овие кои ги спомнав, има лица кои припаѓаат на различни политички опции. Посебно и посебен предмет е оној предмет во кој што е поништена приватизација на едно големо општествено предпријатие. Не би сакал понатаму да зборам и за други случаи, осе како поекстремни и попознати случаи, меѓутоа ова јавно обвинителство и обвинителството во Република Македонија се занимаваат исто така со многу други специфични случаи, актуелни денеска, како случаите за тероризам, случаите за борци во странски војски и трговија со луѓе, за кои јавното обвинителство на Република Македонија има добиено од надлежните институции високи оценки. Во изминатиот период, основното јавно обвинителство кое постапува по кривичните предмети за корупција има воспоставено и тесна соработка со домашни и меѓународни институции. Многу заеднички истраги се спроведени на територијата на Југоисточна Европа, меѓутоа и пошироко. Успесите од тие предмети, од тие постапувања се евидентни. Последните извештаи за борба против корупцијата во Република Македонија даваат показатели дека корупцијата како појава во македонското општество завзема навистина високо место. По бројните анкети и истражувања се добива впечаток дека корупцијата е насекаде околу нас. Но бројот на пријавени коруптивни дела, без разлика од кого, дали од надлежните институции или од граѓаните, односно она што е обзнаено со податоци кои јасно упатуваат дека има основано сомневање на коруптивни дејства, е далеку помало од гласините кои ги има во јавноста. Од тука особено би подлекол дека не треба само да зборуваме за постојање на корупција, туку треба истата да се пријавува. Веднаш, транспарентно, со сите параметри потребни за натамошно водење на постапката. Ова го спомнувам од аспект на тоа што не смееме да дозволиме произволно да се оценува дека постои корупција, но докази за тоа нешто да нема или да не бидат доставени докази, затоа што само врз основа на уставно и законски признани докази јавното обвинителство може да постапува. Секој кој сторил кривично дело ќе одговара согласно законите и никој не смее да биде од тоа аболициран, амнестиран или помилуван. Во таква ситуација, колкави и да се заложбите на органите кои се надлежни за гонење на криминал, не може да се постапува, не може да се гони и не може да се бара нешто за што докази нема. Осврнувајќи се на отвореното прашање на дебатата, односно дали успешна борба против корупција е прашање на личност или на систем, би потенцирал дека без воспоставени системски решенија, механизми, не може да се реализира ефикасна борба против корупцијата. За да справувањето со корупцијата биде успешна, треба да се располага со доволно ресурси, квалитетна соработка со домашни, меѓународни фактори, целосна независност во постапувањето на обвинителите и судиите, изградени механизми не само на контрола и одговорност, изградени механизми за давање отчет и за проценка на она што е сработено. Во минатите 2 години значително е подобрена положбата на јавните обвинителства во Република Македонија, обезбедени се
поголем број на стручни соработници, материјалната положба е подобрена, речи сите во прва инстанција имаат лаптоп, имаат добра комуникација на интернет, имаме воведување на посебен електронски кейс тракинг или кейс менеджмент систем, односно систем за следење на случаевите, електронско и систем на менеджирање на тие. Имплементацијата целосно ќе биде завршена во текот на месец април оваа година. Потребно е исто така да се воспостави законска надлежност за водење на постапките во сите фази и за употреба на сите методи и средства на истрага. Во борбата против корупцијата учествуваат повеќе органи и институции и секој од нив во рамките на својата надлежност има права и обврски да постапува. Нивната соработка и координација е од големо значење. Во Република Македонија јавното правителство има склучено повеќе протоколи за соработка, како со Министерството за внатрешни работи, со Дирекцијата за спречување перење пари, со Комисијата за антикорупција и други. Меѓутоа, борбата против корупцијата не смее да зависи од личност, една, па ни повеќе. Не треба да биде законски дадено овластување на личност, без да при тоа постојат системски механизми за заштита од можни влијанија, притисоци, па и коруптивни дејствија. Се носат закони каде што се регулираат сите начини на примање и давање подароци, лимити на подароци и други механизми кои треба да бидат во срха на спречувањето на корупцијата. И најмалата корупција е корупција. Значи, како што видовме во презентацијата на обвинителката Ковеси, корупцијата над одреден износ постапува тоа обвинителство, односно директоратот за справување со корупцијата. Меѓутоа, корупцијата на функционерите и од 5 евра е значително опасна корупција. Кога борбата против корупцијата се идентификува со личност, сметам дека во залог става заедницата. Доколку сметаме дека корупцијата е колективна, масовна појава, тогаш и пристапот треба да не биде колективен, масовен, одсуден од сите, изразен преку целосни и големи содржани системски решенија и правилно постапување на сите субјекти во општеството, меѓу другото и граѓаните. Сите треба да ја осудиме и сите треба да ја пријавиме. Ова моje излагање, всушност сакам само да представува еден мал дел во воведот на дебатата и би го задржал правото понатаму да учествувам во дебатата, да одговарам на сите прашања и да поставувам прашања доколку е потребно и да се вклучам во дебатата и во овој момент ви благодарам на вниманието. Благодарам за обвинителот Зврлевски за представување на ситуацијата во Македонија како пандан на она што беше презентирано за Романија. И последниот говорник за оваа прва панел сесија, обвинителката Катица Јанева. Повелете. Благодарам. Почитувани ексцеленци, почитувани дами и господа, почитувани колеги. На самиот почеток дозволете да се заблагодарам на Македонскиот центар за меѓународна соработка за организација на оваа конференција во рамки на програмата на УСАИД за антикорупција, како и поканата да се обратам на овој настан кој сметам дека стимулира поширока дебата од аспект на обезбедување, ефикасност и институционална автономност на правосудните органи и сите останати релевантни институции во откривање, превенција и санкционирање на коруптивните кривични дела, особено со оглед на фактот што прашањето на ефикасната борба против корупцијата на високо ниво, кое се третира денес, е несомнено тесно поврзано со мисијата и мандатот кој го имам јас како специјален јавен обвинител. Тука пред се мислам на законската надлежност на специјалното јавно обвинителство, целосно автономно да ги истражува и гони кривичните дела, поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите, извршено во периодот од 2008 до 2015 година, при што, согласно законот со кој е основано специјалното јавно обвинителство, единствено јас, како специјален јавен обвинител, врз основа на овластувањата дадени со закон, одлучувам за предметите кои се во надлежност
на специјалното јавно обвинителство, односно за предметите кои се поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите. Несомнено дека од исклучително значење на денешната конференција е учеството на мојата колешка од Романија, господјата Лаура Ковеси, со која имав прилика и лично да се запознаам, и освен што ги поделивме заедничките предизвици и проблеми со кои се соочуваме во секојдневната работа, можам да истакнам дека ја искажа својата сесрдна поддршка на работата на специјалното јавно обвинителство, што за нас представува поттик повеќе, имајќи предвид дека институцијата со која господјата Ковеси раководи со досега постигнатите резултати представува навистина успешен пример за капацитетот на едно современо демократско општество да обезбеди соодветна реакција на коруптивното однесување преку еднаква примена на законите врз сите граѓани, дури и кога се работи за носители на највисоки функции во државата. И покрај постоењето на опасноста од доминација на тенденцијата за заштита на јавниот интерес и борбата против криминалитетот, да се заборави на гаранциите за одбрана и заштита на индивидуалните права и слободи, сметам дека е неопходно постоењето на изградена правна рамка која ќе обезбеди соодветна и ефикасна заштита од злоупотреба и соодветна рамнотежа меѓу општите интереси на заедницата и заштитата на правата на индивидуата. Впрочем, како што е наведено и во извештајот на ПРИБЕ, суштинските стандарди за демократско владење мора да се постигнат, а за постигнување на ова цел потребно е како специјално јавно обвинителство, така и сите останати тела и институции да ја превземат својата одговорност согласно својот мандат. Верувам, сите присутни ќе се сложат дека последиците од коруптивното однесување ги плаќаат сите граѓани кои не поседуваат инструменти за контрола врз власта, но начинот на функционирање на државата, како и воспоставувањето на соодветни механизми за соодветна реакција и заштита од злоупотреби, ја определува делотворноста на општеството со цел справување со корупцијата како најсериозна закана за правната држава, оневозможувајќи го владењето на правото и создавајќи услови за владење на поединци кои се раководат со индивидуални цели, користејќи ја можноста за како за злоупотреба на функциите, така и за злоупотреба на институционалните капацитети, што сериозно ги загрозува уставните гаранции за заштита на човековите слободи и права и за еднаков третман на граѓаните. Почитувани присутни, несомнено е дека колективната свест и променетите морални и етички вредности представуваат значаен фактор во оневозможување на создавање на клима на уверување дека институциите имаат капацитет и способност да одговараат на коруптивното однесување во ситуација кога законските решенија не може да се следат и санкционираат, да ги санкционираат таквите појави, а уште повеќе во ситуација кога најголемиот број државни органи не покажуваат посебен ангажман во доследна примена на законите. Како специјален јавен обвинител, сметам дека и покрај постоењето на низа инструменти на меѓународно ниво, кои Република Македонија ги има ратификувано и се составен дел од домашното законодавство, сите ние имаме обврска и одговорност во пракса да ја покажеме подготвеноста за прифаќање и за доследно почитување на европските стандарди, а свеста и динамиката со кој тоа ќе го постигнеме се основните критериуми според кои ќе бидат оценувани нашите резултати. Токму борбата против корупцијата на високо ниво и зачувувањето на интегритетите на сите ниво, особено кај носителите на високи јавни функции, неопходно бара наше законито и професионално постапување во функција на поттикнување отвореност и транспарентност помеѓу сите релевантни субјекти,
вклучени во овој процес, а воедно ја покажува и свеста и подготвеноста за придржување кон етичките принципи и вредности. Уште повеќе, основната мисија на специјалното јавно обвинителство е преку професионалното, објективно, независно и непристрасно гонење на кривичните дела за кој е надлежно да постапува, да ја врати вербата на секој граѓанин во достижноста на правдата, како генерално да ја врати вербата на сите граѓани кон Република Македонија во правните вредности. Од тука се разбира дека борбата против корупцијата не може ефикасно да се спроведува без учество на јавноста, заради што сметам дека здобивањето на довербата на јавноста во институциите е од суштинско значење, особено во недостаток на механизми кои дозволуваат на јавноста да го оцени интегритетот на институциите, како и нивната ефикасност. Во оваа насока, сметам дека транспарентното и јавно работење на специјалното јавно обвинителство влијае на целокупното зголемување на довербата на граѓаните во правосудниот систем. Имајќи го во предвид јавниот интерес, ќе продолжам редовно да ја информирам јавноста за напредокот на мојата работа, врамнотежувајќи ги етичките и процедуралните обврски одредени со закон и јавниот интерес да се биде информиран за текот на истрагата и гонењето во рамките на утврдените надлежности во кои специјалното јавно обвинителство постапува. Воедно сметам дека промовирањето на граѓанскиот сектор и неговата улога и поддршка како важен партнер во активностите за подигнување на информираноста и свеста на граѓаните за коруптивното однесување е од особена важност за обезбедување транспарентност, одговорност и отчетност од страна на институциите. Фактот што специјалното јавно обвинителство секојдневно се обраќа кон специјалното јавно обвинителство секојдневно се обраќаат голем број на граѓани на кои се загрозени одредени права, вклучително и заради начинот на постапување на државните институции, покажува до кој степен граѓаните се чувствуваат несигурно во својата земја, а особено пред институциите кои треба да ги заштитат нивните гарантирани права. Во овој контекст сметам дека е потребно да го истакнам и донесениот закон за заштита на укажувачите, кој сметам дека во голем дел ќе ги охрабри граѓаните да алармираат за евентуално коруптивно однесување, а особено мислењето на Венецијанската комисија на Советот на Европа, во која е нотирано дека со законот е овозможена одредена заштита на граѓани кои поднесуваат представки до државни и јавни органи и која го поздравува усвојувањето на Законот за заштита на укажувачите како солиден правен текст во кој се воведува нов, важен правен концепт кој е корисен за подобрување на приватното и јавното владење и заштита на човековите права. Во оваа прилика би сакала накратко да се осврнам и за досегашното предметно работење на специјалното јавно обвинителство, кој досега има евидентирано вкупно 30 предмети против 80 лица, од кои 29 предмети во 2015 година против 77 лица и 1 предмет во 2016 година против 3 лица. Тука сакам да појаснам дека самото специјално јавно обвинителство, иако беше формално формирано со мојот избор на 15 септември, фактички почна да работи кон крајот на месец ноември. Значи во рок од 3 месеци, неполни 2 месеца, односно 3 месеци, ова обвинителство
се смести во привремените простори каде што се наоѓа и започна со работа, ги презема предметите кои беа доставени од страна на јавното обвинителство на Република Македонија и спроведе сопствени истраги и други предистражни постапки кои во текот ќе ви ги презентира. Имено, за 10 лица во овие 3 истраги се гонат за кривично дело, повреда на избирачко право од член 159 од КЗ. За 37 лица за кривично дело злоупотреба на службена положба и овластување од член 353 од КЗ. За 12 лица за кривично дело повреда на слобода на определување на избирачите од член 160 од КЗ. За едно лице за кривично дело повреда на тајноста на гласањето од член 163 од КЗ. За 3 лица за кривично дело злоупотреба на средствата за финансирање на изборната кампања од член 165А од КЗ. Едно лице за кривично дело злоупотреба на лични податоци од член 149 од КЗ. 2 лица за кривично дело присилба од член 139 од КЗ. 6 лица за кривично дело неовластено прислушување и тонско снимање од член 151 од КЗ. Едно лице за кривично дело шпионажа од член 316 од КЗ и едно лице за кривично дело насилство спрема представници на највисоките државни органи од член 311 од КЗ. За 2 лица за кривично дело повреда на рамноправноста на граѓаните од член 137 од КЗ, 3 лица за кривично дело изборна измама од член 165 од КЗ и едно лице за кривично дело уништување на изборен материјал од член 164 од КЗ. Покрај наведените кривични дела, за 10 лица се води и постапка за кривично дело злосторничко здружување од член 394 од КЗ. Во овој контекст, во целокупното постапување на јавното обвинителство, со кое раководам, составени се вкупно 221 записник за испитани лица. Поднесени се вкупно 140 барања за собирање потребни податоци, известување и докази по член 287 од ЗКП. Издадени се вкупно 29 наредби по член 284 од Законот за кривична постапка. Поднесени се 34 барања по разни други основи до физички и до правни лица, донесени се вкупно 5 наредби за вештачење и упатени се писмени известување во 19 предмети до повеќе физички и правни лица. Поднесено едно барање за издавање наредба за претрес и одземање на предмети, поднесени се 2 предлога за привремено одземање на предмети, во 3 предмети издадени се наредби за спроведување истражна постапка против вкупно 25 лица, дадени се 9 предлози за определување на мерка притвор, издадена е една наредба за посебна истражна мерка од Законот за кривична постапка и поднесени се вкупно 10 жалби на решение. Во овој момент сакам да ја известам јавноста дека специјалното јавно обвинителство, како и обвинителството од Романија, и ние сме директно поврзани со одредени бази на податоци кои ги има Република Македонија, а се однесуваат на податоците од Катастар, податоци од МВР, од Централен регистар и од Завод за вработување, а во постапка се и превземање на дата податоци и од други државни институции. Инаку, за појаснување, Царинската управа не сакаше да ни даде директен пристап до нивната дата на податоци. Оно што верувам исто така е од интерес за пошироката јавност, а која исто така е објавена во јавно достапниот извештај за активностите на специјалното јавно обвинителство за изминатиот 6-месечен период,
а која би сакала да го споделам и со колегите од Романија, се однесува на материјалите кои на крајот од минатата година беа доставени до специјалното јавно обвинителство од страна на опозицијата. Со оглед на навистина огромниот обем на доставениот материјал, од моја страна беше формирана пописна комисија од редот на јавните обвинители во специјалното јавно обвинителство, во која беше определен начинот на вршење на попис, како и рокот во кој истиот требаше да се заврши. Значи, напоредно, јавното обвинителство во вкупен број јавни обвинители 11 заедно со мене, работевме напоредно и на истраги и на пребројување на материјалите доставени од опозицијата. Морам да ви представам дека се работи за многу обемна работа. По завршувањето на пописот од страна на комисијата е констатирано дека на екстерниот хард диск се содржани вкупно 546.948 илјади, од кои 540.646 се аудио фајлови и 6.302 фајлови се од различен формат – Word, Excel, PDF и други. Во печатена форма доставени се вкупно 23 спирално укоричени книги со вкупно 18.155 страници, на кои се содржани вкупно 119.088 транскрипти од разговори и СМС пораки. Доставени се и вкупно 1828 листови со испечатен текст кои не беа нумерирани, а кои комисијата ги нумерираше со бројки од 1 до 1828 од страна на комисијата. Исто така е констатирана и состојба за која беше изготвен и записник во кој детално се евидентирани примените материјали, кој записник е составен на 619 страни. Она што би сакала да го нагласам е дека во моментот на материјалите се работи, и тоа нова комисија, која е формирана од моја страна, со цел преслушување на овие разговори. Во истиот момент, додека трае преслушувањето, во првата фаза веднаш се исклучуваат разговорите кои се од приватен карактер и воопшто не се вземаат во понатамошната постапка на работењето. Во оваа прилика сакам да ја информирам и пошироката јавност дека во следниот 6-месечен период во фокусот на работа на специјалното јавно обвинителство ќе бидат отворени предистражни постапки, отворените истраги, како и преслушувањето на материјалите, при што ќе бидат издвоени, како што рекав, приватните разговори од аспект на почитување на приватноста на граѓаните, кои се опфатени со разговорите, а акцент ќе биде ставен на детектирање на можни криминални активности, имајќи ги во предвид законските одредби и јавниот интерес на Република Македонија. Она што морам да го нагласам е дека и покрај законските обезбедени гаранции за автономност и самостојност во постапување на специјалното јавно обвинителство, а од друга страна и покрај законските обврски за соработка и пружање помош на специјалното јавно обвинителство, неспорно е дека во изминатиот период се соочевме со одредени потешкоти од аспект на меѓуинституционална соработка и голем дел на институциите покажаа непочитување на барањата на ова јавно обвинителство, адресирани врз основа на овластувања или права кои дадени со закон, како и непочитување на претходно воспоставена пракса. Пред се, би сакала уште еднаш да подсетам дека мисијата и целта на ова обвинителство е спроведување на независни истраги во рамки на кои ќе бидат заштитени и гарантирани правата на сите учесници во постапката, како од аспект на нивната безбедност, така и од аспект на обезбедување на сите процесни права, заради што цврсто сум убедена дека специјалното јавно обвинителство ќе ги даде очекуваните резултати наспроти обструкцијата и кратките законски рокови.
И покрај одбивањето на соработка со ова јавно обвинителство од страна на одредени правосудни институции, со кои беа повредени законските обврски и начелото на автономијата на специјалното јавно обвинителство, лично се уште верувам дека секој поединец во рамките на институциите и институционалните капацитети ќе поддржат работата на специјалното јавно обвинителство во духот на взаемна соработка и ќе воспостави нормален и непречен начин на комуникација. Во оваа насока, несомнено е дека формирањето на специјалното јавно обвинителство до денес во своето неколкумесечно работење успеа да покаже дека е автономно и непристрасно и поседува капацитет и решителност да истрае во професионалното и објективно спроведување на доверениот мандат и во иднина ќе продолжи да постапува единствено согласно законските овластувања и горда сум пред се и на се на граѓаните кои ова го препознават. На крајот, дозволете ми да истакнам дека ме радува фактот што секојдневно се зголемува бројот на граѓани кои изразуваат својата поддршка за работата на специјалното јавно обвинителство, што секако ја зголемува мојата лична, но и одговорноста на институцијата со која раководам. Но истовремено представува и натамошен мотив за ефикасно остварување на мисијата доверена на ова јавно обвинителство, раководејќи се од принципот на владење на правото и еднаквост на граѓаните пред Уставот и законите на Република Македонија, да даде суштински значаен институционален придонес во ефикасната борба против корупцијата на високо ниво и обезбедување на суштинските стандарди на демократското владење. Благодарам на вниманието. И благодарам на обвинителката Јанева за запознавање со досегашната работа на ова обвинителство. И пред да преминеме на пауза, како што е предвидено, малку да останеме 15 на минути, но верувам беше интересно и корисно се што слушнавме. Паузата ќе биде во салата Скала до нас, меѓутоа 2-3 работи пред тоа. Оние што сакаат да се пријават, да постават прашање или да се пријават за дискусија, во паузата нека го побарат колегата Боријан Ѓузелов, кој сега е на ќошето, ќе биде тука кога ќе почне паузата. А новинарите ги поканувам, со обвинителите ќе останеме тука на масава за 5-10 минути, тука да се пред телевизоров да дојдете за пресконференција додека трае паузата за кафе.